Секако дека треба да се вози внимателно, но кога станува збор за лизгавиот дел, лизга буквално ние каде што се наоѓаме токму тука, каде што всушност ќе го реализираме самиот линк, да се наоѓаме на средно водно, но вистина има снег, една пријатна зимска атмосфера, можам токму тоа да го истакнам. Имено утре се наоѓаме на средно водно кај тимот за спасување при Црвениот крст, односно во рамки на Црвениот крст, каде што всушност помагаат на оние кои што можеби имаат немили случаи во планинските предели. Решивме да ја отвориме оваа тема со оглед на тоа дека лошите временски услови па и недоволната опрема може да придонесе токму за немил настан. Какви се зимски интервенции има во зимскиот период и зашто најмногу граѓаните бараат помош кога движат низ самите планински предели? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Арген Челјафи од Црвениот крст. Да му посекаме добро утро. Добро утро и до вас и до вашите гледачи и добро дојдовте во Планинска спасителна станица Водно. Планинската спасителна станица е една од двете што ги поседува Црвениот крст на град Скопје. Станицата е отворена во 2005 година и во неја дежурат по двајца планинари, парамедици или лекар во текот на викендов и државните празници во период од 10 до 17 часот. Тоа е Планинската спасителна станица бележи во текот на годината од 80 до 130 интервенции и асистенции, од кои 30% од нив се завршуваат до ургентен клинички центар. Така да бројката покажува колку сериозност, односно ако зборуваме само за Водно, на 115 до 120 дена во зависност од годината, веќе имате скоро секој дежурство по некоја интервенција. Зашто најмногу граѓаните бараат помош? Какви подетални интервенции има? Во зависност од периодот, така да имате интервенции од обична гребнатинка до посериозни случаеви, инфарктна состојба, сериозни скршеници, имаме многу изгубени млади лица, така да летата е различна. Интервенција од секаков тип, но се на се завршува безбедно. Знаете како, не е само Црвениот крст овде уклучен. Тука се и други институции, поддршка максимално од итна медицинска помош, сепак тие ги транспортираат посериозно повредените доколку ни треба транспорт во легната положба, односно поддршка нивна. Вие комуницирате со? Апсолутно, морате да имате добра комуникација исто така и со Центарот за управување со кризи. Така да не настапува само Црвен крст, можеби Црвениот крст не настапува прв тој што излегува на терен, но самиот тим ќе процени доколку е потребно дополнителна поддршка од институциите. Имајте на предвид дека дел од интервенциите, односно повиците, дојавите доаѓаат од самите граѓани директно во станицата или па преку нашиот дежурен телефонски број 072 26 9876. Комплицирано, но веќе тие што шетат низ Водно веќе го знаат бројот. Така да интервенциите секогаш идат со поддршка на други институции. Не зборам посериозно. Еве конкретно за Водно, можеме да забележиме дека на делови е лизгаво, има снег, што препорачувате до оние кои што движат во овој предел? Како правилно да се однесуваат во планинските предели генерално за да не дојде до некој немил настан? Ние ќе ги спомнеме тие основните правила. Движете се во група, доколку сте веќе на Водно, задолжително соодветно опрема за наводно, обувки, јакна и се остало. Носите доволно вода и храна со вас, доколку веќе ќе побарате помош или некаква поддршка, останете таму кај што сте веќе екипите кога ќе се упатат према вас да не лутат, туку буквално да дојдат на посочена локација која вие сте ја дале, што е битно. Побарајте помош од најблиските што ги гледат, односно блиските луѓе што ви се околу вас. Секогаш сте тука планинарите, тие не се една од најголемата поддршка што се на Водно, секогаш ни излегуваат во престрет. Имајте во предвид, двајца е многу тешко, со двајца волонтери вие да успеете на некоја посериозна интервенција. Затоа ви ги напоменав институциите, пошто не е секоја интервенција не можеме да ја завршиме безбедно. Сепак тука има ризики за самиот тим, па и за самиот повреден, доколку не се евакуира на време. Ние до сега за овие од 2005 до 2025 веќе имаме искористено уште една поддршка од воздухоплов на МВР при евакуација
на повреда. Така да не секогаш е лесно да се интервенира на терен. Два пати напоминавте, еднаш дека навистина некогаш и се губат самите оние кои што движат во планинските предели, потоа дека мора да се движат во група. Значи навистина е опасно да се движиме сами или евентуално двајца. Доколку нели сте добар познавач на планината, било која, не само водно, ворете вие да се движите и сами. Но никош не ја подценувајте планината. Колку и да сте спремни и све остало, секогаш годишните времиња може да ве изненадат. Буквално вие имате у еден период да ви се менјаат 2-3 годишни времиња. Да имате време сончево и додека да се качите према врв, веќе да имате магла или дожд или снег. Така да не секогаш. Припазите, сепак знаете кој е годишно време и што е ние предпочитаме да се движите во група. Но има и такви луѓе што сакат и сами, што е сосема окей. Генерално, знаете како е, имаме зголемена јавна свест за овие години. Значи, зголемена јавната свест како треба да се однесуваме на планината, тоа многу не радува. Да, имаме и проблеми околу губењето на помлада популација, но како се надевам, како што поминуваат годините, и тој проблем ќе го минимализираме. Не можете да го искорените, тоа е дел од нашето секојдневие. Често најголемата грешка е која ќе се потрудат помлада популација да користат мобилен телефон и цело време и брзо се троши батеријата и имаме такви проблеми, но генерално до сега сме се справувале успешно со тие. Убаво е да се слушне дека колку толку се подигнува таа јавна свест. Ви благодарам многу што не пречекавте овде. За прв пат имавме можност да направиме токму овде пред спасителната станица на Средноводно и драго ми е што имавме можност да ги дадам овие совети на нашите гледачи. Ви благодарам и на вас, што колку толку ја подигаме јавната свест околу движењето планински предел и се надевам дека нема да не бидете дел од никој нема да не биде дел од нашите статистики оваа година. Да се надеваме, ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите совети беа добредојдени. Уште еднаш ќе напоменеме дека последното вклучување на лице место беше токму од Средноводно, односно од спасителната станица на Црвен крст, каде што всушност тимот за спасување ги прави сите оние интервенции кај сите оние кои што движат во планинските предели и за жал доаѓа до таа непосакувана ситуација. Се гледаме повторно утре со нови интересни теми токму од терен.